Добар ден на сите, сакувам Божи благослови. Голема е чест овде да се застане се зборува за Бога, но истовремено и голема одговорност. Молете се за мене да Господ ме послужи, да Тој зборува преку мене, не јас, за да не ја вистината извртиме. Туку да ја кажуваме онака како што е во Исуса. Тоа е моја желба и молитва за сите вас и за мене. Амин. Често пати почнувам со една тема, но секојаш свртувам на друга тема. Некојаш си правам забелешки за да... Но често пати Господ води сосема поинаку, затоа често пати не ги насловувам своите теми. Почнувам со едно, Духот те води во друг правец и нормално мора да го следиш. Мораме да имаме такво искуство. Имам една сестра во Куманово, сега е почината, тој принцип го приметив кај неја, таа секогаш правеше планови. Добро да се прават планови, но проблем е што никогаш не ги менуваше. Божи пројде дојде некој пријател, живееше во црква, и сега мора планот да го промениш, ти си направил план. Таа вели дојди утре или дојди преку 4 дена, после 4 дена, после 6 дена и така натаму. Не можеме така. Ние не можеме Бога да го водиме. Бог мора да управува со нашите животи. Мораме да го следиме Неговото провидение. Мораме да имаме искуство со Него. Бидејќи искуството е клучно во животот на еден верник. Без искуство ништо не правиме. Сетим на еден цитат од сестра Елена Вајт, кога вели за оправдување со вера. Често пати ги користиме оние цитати дека тоа е нашето јас треба се претвори во прави и така натаму. Но еден цитат многу малку се користи, барем така јас имам приметено. Вели дека оправдување со вера е искуство со Бога. Зошто мнозина не ја разбираат ова тема? Сестра Вајт вели нема ниту еден од 100 кој ја разбира. Вели ниту оние кои ја проповедаат, мнозина проповедаат на ова тема, не ја разбираат. Зошто се поставува прашање? Немаат искуство со Бога. Знаете што значи да се има едно искуство со Бога, едно животно искуство? Погледнете, например, апостол Петар. Што апостол Петар посебно рекол после изливање на Светиот Дух? Никакви зборови, посебни зборови. Може би обични зборови што секој ги изговара. Но 3000 луѓе поверувале. Зошто? Самата негова појава, онаа сила во неговите зборови, изглед, оној мирисен за живот, така ли? Се гледало на неговото лице, се изразувале во неговите зборови. И тоа оставало впечаток, влијание. Он имал искуство со Бога. Се сети на еден цитат, ви рекол дека секојаш се свртувам од темата, можеби. Во Исаија беше, само да го пронајдем, се чини дека таму околу 6 поглави, 61 беше. Шесто поглавје, вели стани, засвети, зашто Твојата светлина доаѓа. На Тебе блеска Господовата слава, а еве темнината ја покрива земјата и мракот народите, а Тебе те осветлува Господ и Неговата слава се јавува на Тебе. И што вели понатаму? Кога таа слава, тоа е Божиот карактер, така ли? Ке се отслика, одгледа во нашиот живот. Вели, тогаш народите ќе дојдат кај Тебе. Луѓето се сити само од проповеди. Лично јас не е доволно само се проповеда. Најдобра и најречита проповед е нашиот живот. Често пати ние сме мета на посматрање, посматрат луѓето, иако не сме свесни за тоа. Ние сме обележени во овој свет. Луѓето знаат обично нашата околина, па можеби и оние кои не ги познаваме, не мерат, не посматрат и така натаму. Како ќе постапиме во оваа ситуација? Како збор ќе кажеме? Како ќе се поставиме во оваа прилика и така натаму?
Јас ќе прочитам еден цитат, Боримјаните, 10 глава, 9 и 10 стих. Мислам дека се познати цитати. Вели, зашто ако со устата своја исповедаш дека Исус е Господ и во своето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Кој од нас не исповеда дека Исус е Господ? Дали има некој овде што не верува дека Исус е Господ? Има ли некој што не верува, како што пишува Библијата, дека Бог го воскреснал од мртвите? Има и такви, јас сум слечен на форуми и така натаму. Зошто овој цитат е толку важен? Знаете, Исус кога умирал на крстот, што рекол? Господи, во Твои раце го предавам својот дух. Исус се ставил на место на човек. Ние кога умираме, луѓето кога умираат, исто, Божиот дух ходи кај Бога, оној кој што го дал. Како воскреснуваат луѓето? За тоа што ќе го чујат Божиот глас. Оние што ќе го чујат, ќе воскреснат. Така надаму. 13 стих вели, бидејќи секој кој ќе го повика името Господово ќе биде спасен. Според овие зборови нема ништо комплицирано во спасувањето. Дали спасението е комплицирана работа? Дали е тешко се спаси човек? Што би се дали потешко да бидеш изгубен или спасен? Како мислите? Зошто? Ама нашата природа е грешна, немаме кон грев. Секој кој ќе го повика името Господово ќе биде спасен. Имаме проблем со срцето. Првиот цитат дали обрнати мани. Ако во своето срце поверуваш, што е срце всушност? Во духовна ситуација. Ајде да земе срце као телесен орган. Каква улога има срцето? Има улога да шири, така ли, да пумпа крв низ срцето. Што се наоѓа во крвта? А во крвта е животот. Душата на човека е во крвта. И крвта доаѓа до секоја клетка, до секој јадро, до секој ген внатре. Се е исполнето со крвта. Без крв нема живот. Дори се стравајте вели во совршена циркулација, совршено здравје. А во духовна смисла, што представува срцето? Проблемот е срцето. Секојаш е проблем срцето. Често пати ние исповедаме вистината. И со умот ја сваќаме. Но проблемот е во срцето. Дали секоја наша челија верува? Дали целото битие наше верува? Дали со сето срце му веруваме на Господ? Тоа е клучно прашање. Дали кога ќе се најдеме во некоја изненадна ситуација, постапуваме според вера? Веќе апостол Павле вели, се што не е по вера, ама буквално се е грев. Дали живееме живот на вера? Можеме да си поставиме на прашање. Што вели пророкот Еремија, 17.9? Лукаво е човечкото срце, повеќе од се. Кој ќе го спознае? Кој ќе го разбере? Тешко. Премногу лукавство има во него. Премногу измама. Грешно е. Не можеме да се подпреме на него. Сети ден цитат во Изреки 3.5, таму вели, надевај се на Господа со сето своje срце, а на својот разум не се подпира. Тоа е вистинска вера. Кој е првиот чекор во спасување на една душа? Што мислите? Многу ми да си го поставува това прашање. Јас ќе ви прочитам еден цитат од Духот на пророштвото. Вели, мнозина се збунети околу тоа од што се состојат првите чекори
во делото на спасувањето. Значи, мнозина се збунат. Сметаат дека покајанието е дело на кое грешникот мора да го направи самиот за себе, како би можел да дојде до Христа. Мислат дека грешникот треба да се удостои за примање на благословот на Божјата милост. Меѓутоа, иако е вистина дека покајанието мора да дојде пред опростувањето, бидејќи за Бога е прифатливо само скршено и понизно срце, сепак грешникот не може самиот да се наведе на покаяние, ниту да се подготви да дојде кај Христа. Ако грешникот не се покае, не може да му биде простено. Но прашање на кое мора да се даде одговор е дали покајанието е дело на самиот грешник или Христов дар. Мора ли грешникот да чека додека не биде исполнет со жалење поради своите гревови, пред да може да дојде до Христа? Првиот чекор кон Христа се превзема благодарение на привлечната сила на Божиот дух. Кога човекот ќе одговори на овој повик, тој се приближува кон Христа за да може да се покае. Кој го презема првиот чекор? Од ова прочитано. Божиот дух. Грешникот ништо не може да направи за своје спасение. Гледате понатаму. Се што човек може да направи за своје спасение е да го прифати повикот. Значи, Бог влијае на нашиот ум, така ли? И кој е нашето дело овдека сега? Да не се спротивставуваме на тоа влијание. И ќе бидеме привлечени. Исус што рекол? Кога јас ќе бидам подигнат, сите ќе ги привлечам кон себе. Зошто? Па тука се открива Божјата љубов. Љубовта е само таа што привлекува. Зато и сестра Вајд пише на едно место. Немојте ниту да помислите дека со осуда некога ќе придобиете. Ние сме грешници кој кого ќе суди оде. На сите нас ни е потребно спасение. Јас би сакал да кажам моје искуство како поверував во врска со ова. Бев голем атеист. Признам. Не верував воопшто во Бога. Дури мајка ми често пати ми велиш, ајде да одиме во црква. Гледам, што барам јас таму? Нема Господ, велам, кај е Господ? Ајде, каде го гледаш Господ и така натаму. Не можеше да ме убеди. Но, се случи да се разболев. Имав здравствени проблеми. Почна да одам, тоа млад човек, на 20 години, така нешто. По лекари гледав дека нема лек. Бева од депресија некој. И јас не знам од каде сега таа депресија. Нема лек. После некој време се откажа таму. Не одам, гледам дека не може да помогат. Се имам пробано. Почна да одам медитација, јога да вежбам, со кристали, што ти не има пробано? Ништо не помага. И во една прилика бев кај моите први соседи, ми повика, неговата сопруга, моје годише така, ми рече, знам дека сакаш многу книги да читаш, имам Нов Завет. Јас следам, што е тоа Нов Завет? Па вели, тоа е од Христовото раѓање до неговата вознесување, значи, таму ја пиша. Ведам, дај ми ја, да видам што пишува таму. И зедов, отидов дома и почнав да читам. Во еден здив читав 4 часа. Лично Бог преку Новиот Завет ме сведочи. Без луѓе, без посредници, без никого. Првото што си го постави прашање, од кај, таму во Евангелие по Матеј, од кај знаат ги овие 14, 28 колена таму? Ги набројува по име. Викам, ова е невозможно. Поверував дека постои Бог, во истиот момент поверував. Дека Бог е се присутен, се гледа, се знае,
го знае и мојот проблем. Бог е љубов, сака да ме спаси и се јави вера во мене. Ели верата доаѓа од читањето на Божјето Слово. Во истиот момент поверува. Читав таму како треба да се моли. Тајно Господ ќе те награди, јавно и така натаму. Но не знаев како да постапам. Побарав, најдов, не знам од каде најдов еден човек, така, еден молитвеник, и секој наутро почнав да читам од него и да се молам, као молитвата. Ама тоа беше изговорена молитва, не лично мојот срце, тонака. Читајќи така, дознав за саботата преку Новиот Завет. Се уште немам стапено во контакт со луѓето. Приметив дека секоја сабота оделе на богослужение. Во Марко пишува дека саботата е создадена ради човека, не човек ради саботата. И така натаму, и така натаму. И прва сабота реши да одам во православна црква, бидејќи јас не знам за друга црква. Одам рано таму во црква и нема жив човек. Ја упорен, вика може би се упоран. Некаде сат време стоев таму, затворени врата, нема никој. И баш кога си помислив да тргнам, гледам еден човек доаѓа од таму и го прашувам, извините да прашам, дали ова сабота имате богослужение и кога почнува? Ми рекоа, немаме. Викам, а другата сабота? Вика, нема ни другата сабота. Викам, добро, кога имате богослужение? Велат, па кога има некоја слава. Јас се враќам дома и клекнувам на колена и се молам на Господа и велам, Господи, јас сум збунет. Овде јас колку што сваќам, овде пишува сабота е света, не треба се работи. Што ме нешто свето, значи е посветено нешто, без мана, без недостаток. А овде велам, нема ништо. И клекнам и се молам. Како се молам, ми се враќа еден филм. Сум бил во Скопје овде, кога сум поминал, сум приметил Свето писмо пишува. Некој продава книги, пишува Свето писмо. И јас решив да дојдем во Скопје. Цело време се моле во автобус. Видите, привлечна сила, како делува на еден човек. И Господ управува со твојот живот. Он ти ги става тие мисли, ги прифаќаш, не се спротиставуваш, така е? И одиш онака како тој ти управува. Цело време јас не бе присутен кој беше се во автобус. Ја бе во молитва. Господ да ми најде некој човек, да ме упати. Отидов во слего од автобус преку овој камен мост овдека и одалеку приметив еден човек продава книги. Дојдам таму, гледам побожни книги. Викам во себе, дали ги он чита или само ги продава вака. И го прашав, значи, викам, извините да ја прашам, што пишува во оваа книга? Ми кажува. Во ова што пишува, гледам дека ги чита. И му поставам прашање, викам да ве прашам, дали вие верувате дека саботата е свет? Он вели да. Имате ли црква некаде? Каде се собирате? Вели, имаме тука во Скопје. Викам, јас сум од Куманово. А вика, има еден човек тука од Куманово, вика. Тоа беше брат Јовица. Подоцна Јовица ми кажува, вика, ја отидов, секојаш кога во Скопје, одам со некоја намера. Викам, тогаш отидов, вика, чисто онака и седнав и се прашувам, што барам ја овде. Видите ли колку често пати Бог може да управува со нашите животи да не сме свесни за тоа? Не сме свесни. Божјиот дух влие на секого, ако не му се спротиставуваме. И ќе постапиме според неговата света воља. И првата сабота јас решив да не работам бидејќи беше работна сабота мене. Втора не работам, трета сабота не работам, четврта не работам, а за два неоправданите исклучуваат од работа, според законот. И потоа ме вика генералниот директор. Кај него дошла таа вест. И одам кај него, пон со вера и доверба, подпирајќи се на Божјата реч, вели, што, слушам, има некои проблеми. Ја викам, нема никакви проблеми. Па слушам дека 4 саботи поред, 4 дена не се доаѓал на работа. Викам, да, тоа е точно. Почнав да читам Библија, прочита дека саботата е света, дека тој ден не треба да се работи, така пишува од 4-та заповед, велам, ја постапам според мојата вера. А во себе си мислам,
Ако е Божја волја да останам на работа, кој ќе спречи? А ако не е Божја волја, зошто ја се протива? Бог знае што е најдобро за мене во мојот живот. Таква вера, тоа е жива вера. И разговараме, и он нешто читал Библија. Почна ме праша за некои работи, онолку колку што бев способен тогаш, му кажува. Ми рече на крај, ајде, оди, ќе видиме што ќе направиме со тебе. И цело време луѓето му убедува, не е мој случајно. И дури предлог после некој време ми дојде самиот директор. Ме повика уште еднаш, ми рече, знаеш што, Часлав, ајде ова сабота работи. И после си ослободен од мене. Јас му реков, директоре, не ова сабота, ниедна не работа. Вие сте директор, вие одлучувате. А во себе си мислам, ако е Божја волја, кој ќе спречи? А ако не е Божја волја, зошто ја се протива? Препушти се на Бога. Мораме да имаме живи искуства. Тоа е цела историја, може да изборувам сега многу за понатаму како се случува, па добив друго работно место. Сеќам, после почнав да се менувам. Значи, јас доаѓам друг ден, ме менува човек во сабота да работи и така натаму, и се случува, тоа беше дозволено, да одговорниот им каже, можете сите да се менувате, него не смеете да го менувате. Тоа доаѓа до мене, јас велам дали да разговарам со него или не. Никогаш не се расправав со луѓе. Никогаш не се подпирам на човек, веќе тоа не е вера во Бога. Проклета е човек кој се надева на човек. И ако се надеваме во самите себе си, ние сме луѓе, ние сме. Проклети сме. Нашата надеж треба да биде во Бога. И отидов кај него, разговараме така некаде околу 20 на минути, и на крај му реко, знаете што, ако е Божја волја да останем овде, а вие сте пречката, Бог ќе ве смени. Викам, ја не знам која е Божја волја. Така му кажам. Не поминаа ни 2-3 минути, ако ви верувате. Поминува генералниот директор, Свети Дух мене ми јавува. Готово, сменете. Јас знам 100%. Тоа не може да ви го кажам, тоа морате да го доживеете, да го искусите. Како Господ изборува на душата. И знаеш дека тоа е од Господ. И само видов таму почна да шири раце. Зошто? А имаше најдобри резултати од сите. И го променија, ми поставија мој прв комшија, ми дадоа друго работно место, ослободен од сабота, после некој време второ, трето и така натаму. И тогаш јас имав сила да ми сведочим на другите, кои што ме одвраќаа да попуштам и така натаму. Викам, ајде сега да разговараме, да видиме дали постои Господ или не постои. Мораме да имаме живо искуство со Бога, браќи и сестри. Ништо не вредат, умствено познавање е само половично познавање. Не вреди тоа. Треба да се познае, али мора да имаме една доверба во Господа, цврста. Тоа е така и амин. Што е вера? Најдобра дефиниција за вера може би е доверба во Бога. А за да имаш доверба, мора да ја познаваш таа личност. Или дека е достојна за доверба. А ова е живот вечен да те познаат тебе. Проблем има, ја гледам во црквата, секаде во меѓуверниците, луѓето имаат облична побожност, искрено. Тоа го гледам јасно. Слично као фарисеите. Доаѓаат, може би, во црква, слушаат проповед, забораваат повторно по она, како ги води она грешно срце и така натаму, се во круг. Мора да се направи еден пресек тук. Мора да се донесе одлука. Дали ќе му служиме на Бога или на непријателот. Нема трет. Нема измеѓу. Ние ли ќе му се покориме на Бога или сме автоматски на страната на сатаната. Значи, кој е првиот чекор? Првиот чекор го презема кој? Бог. Он влијае на секого од нас. На секого. Ако не се спротиставиме на тоа влијание, ќе бидеме привлечени. Проблемот сме секогаш ние. Проблемот е тоа што се спротиставуваме. Што своето мислење го ставаме над неговото.
Како да сме ние богови, а не тој. Па и првиот грев кој се појавил е баш поради тоа. Не му верувале на Бога. Оној кој што се создал совршено, оној кој што се одржува во животот, нема доверба во него. И затоа Христос морал да страда, морал да умре, морал да го прикаже Бога како е всушност Бог. Земете се една ситуација. Евреите проучаваат за Христа, вели целото писмо зборува за мене, традиции, секој ден така ли принесување на жртви, палење, празници, Пасха, не знам таму, и така натаму, ден на очистување, 50-ници. Христос доаѓа пред нив, да мислите цел живот да се, 40-50 години, вие проучавате за Христа, Христос е пред нив, не го препознаваат. Вели, вие ги проучавате писмата и мислите дека во нив имате вечен живот, а тие сведочат за мене. Еве, јас сум пред вас. Они сведочат за мене, вие не ме препознават. Вие ме отврлате, вие не ми верувате. Ако не ми верувате мене, верувајте ми на делата кои ще ги чина. Кој правил такви дела? И тоа добри, милосрдни дела. Кој правил такви чудеса? Кој лекувал болни, лепрозни, слепи, глуви? Видите ли колку е опасно кога се спротиставуваш на Бога и на Неговото водство? Сестра Вајд пишува дека гревот има чудесна моќ да го заслепи разумот. Очите, да гледаш, а да не видиш. Да слушаш, а да не разбираш. Тоа е се последица на гревот. Што е хула на Свети Дух? Упорно противење на таа привлечна сила. Упорно. И вели секој грев ќе му се прости на човек. Ама хула на Светиот Дух, па не може. Ако не му дозволуваш да Господа да влезе во твоето срце да го очисти, Господ не може. По автоматизам доаѓа проклет. Не затоа што е тоа Божја воља, Бог така сака. Значи, првиот чекор го презема Бог, таа привлечна сила на Божиот Дух, и кога човек ќе одговори на тој повик, што се случува? Кој е следниот чекор? Како? Признавање на своите гревови, бидејќи, што вели таму? Јован 16, мисли, че не беше 13. А кога ќе дојде он, Духот на вистината, ќе ве осведочи за грев. А ако му дозволиме, он ќе ве осведочи автоматски за грев. Јас сеќавам во една прилика кога поверував, не разговара со еден човек. И читам таму во Библијата, вели, ако сакаш да му принесеш дар на Господа, оди, и ако некој брат има нешто на тебе, оди најпрвен, измири се со него, па после дојди принеси дар. Јас не разговарам со еден човек. Јас секојаш верував дека е тоа по негова вина. Знам, секој утро купував еден весник и обично он доаѓаше и го читаше, па после ја го читав. Пошто наутро секојаш има обврски. Ама тоа утро имаше една интересна тема и јас почнам да го читам и он ми го зема весникот и сака да го прочита. Викам, прво јас да го прочитам, после ти. И он се налути. Весникот е мој, јас го купувам, му давам секој утро и не ми зборува. И сега инатот не ми дозволува јас да му се сега понисам на него. Ја мислам дека сум во право. Ама Божјата реч вели, оди најпрвин. Не ако ти имаш нешто на него, он ако има нешто на тебе. Измири се со него, па после дојди. И овде треба да се покаже една понизност, така ли? И една доверба во Господ. Она што Господ го рекол, има причина за тоа. Не случајно е тоа така напишано. И јас сега се разговарам со Бога во молитви, викам, Господи, еве јас ќе го направам првиот чекор. Учени напред тиете да, еден круг луѓе да биде, да разговараме, и ако он дојде тука, јас знам дека тој е твој знак, јас прв ќе прозборам. Утрената така и се случува. Дури заборави, ја разговарам со луѓе, неколку луѓе тука, доаѓа он и Светиот му дух ми вели,
Еве ти часла прилика. За ова се молеше, еве сега. Покажи вера. Не беше лесно се бориш против самиот себе, против своето јас, против нашиот најголем непријател. Ама чекорот го предзедов со вера. И му прозборе на човекот. Едва и чекаш, ако верувате. Уште подобри другари станаме после. Видите ли колку мала ситница е? Малко ако се понизи само. Понизноста не е мана, понизноста е врлина. Што вели мудриот Соломон? Пред пропаст што доаѓа? Гордоста. А пред понизноста што доаѓа? Слава. Дали веруваме во овие зборови? Ама на вистина дали веруваме? Дали овие вистини ги практикуваме во нашиот живот? Дали покажуваме понизност? Дали сме понизни? Значи понизност. Нашето јас да не живее воопшто. Значи, вториот чекор е човекот бива осведочен за своите гревови и треба да ги признае пред Господа. Вели, кој ќе ги признае и остави, ќе добие милост. Дали е лесно да се признае гревот? Шо мислите? Храброст треба, така? Што мислите, дали е лесно да се признае гревот? Много е лесно. Господи, јас погрешив така и така. Но, таму не треба да се признае, тука да се остави. Што значи вистинско признавање на гревот? Значи и оставање на гревот. Значи вистинско кајање за гревот. Гревот ти е страшен во твоите очи. Не сакаш да се повтори тоа. Гнасен ти е. Тоа е знак дека Господ влијал на твоето срце. Човекот сам, ни тој чекор не може да го направи. Нема сили. Еден грешен човек, се што може да чини е грев. Ништо друго не може да чини. Што вели Јов таму? Кој може да извади чисто од нечисто? Кој може едно срце, онечистено со грев, да го очисти? Што вели таму? Никој. Тоа не е наше дело. Прво Јованово 1.9. Многу познат и многу добар стих и многу силен стих. Вели, ако ги исповедаме или признаваме, во друг превод вели, своите гревови, тој е верен и праведен. Бог не е лажлив, Бог е верен, не случајно е тоа нагласено тука. Ако ги признаеш, јас сум верен и праведен, ќе ти ги опростам гревовите. И не само тоа, ќе те очистам од секакво беззаконие. Дали сме имале такво искуство со Бога? Во оној момент кога ги признаваме, Господ ни ги простува гревовите, не чисти од секакво беззаконие, тоа е всушност наново раѓање. Дали сме имали искуство? Тоа искуство го немал Никодим. Дали некој од нас имал такво искуство, што е наново раѓање? Можеме цел живот да живееме. Замислите, а да не ги признаеме своите гревови. Онака формално да. Но од се срце, искрено, длабоко, да не се случи тоа. Сеќавам за една жена, пишува како била голем мисионер. Многу книги продала, многу луѓе има доведено во црква и така натаму. Пред самата своја смрт, знаете што има кажа? Никогаш искрено се немам покајано пред Господ. А сите ја сметаа дека е една од најдобрите вернички. Ама Господ гледа на срце. И таа е свесна дека го немала Господа во своето срце. Се одела во своја сила. Сега, ветувањето е сигурно. Гледате колку е едноставно спасение од една страна. Ако ги признаеш своите гревови, ако ги исповедаш,
Господ вели ќе ти ги проста. И не само што ќе ти ги простам, ќе те очистам од секако беззаконие, ти ќе станеш праведен човек. Ти ќе бидеш оправдан. Во тој момент ние го приеме в Христ. Во тој момент јас не живеам, туку Христос живее во мене. И ќе го имаме искуството што го имал апостол Павле. Проблемот е секогаш до нас. Ние сме тие што му правиме блокада на Господа. Погледнете што вели еден цитат. Не одам поред. Вели, верата е единствениот услов од кој оправдувањето може да се добие. А верата го опфаќа не само исповедањето, туку и вистинското верување. Од кого доаѓа покаянието? Исто од Господа доаѓа. Гледате ли колку сме ние безпомочни во оваа ситуација? А колку високо мислење имаме за себе? А мислиш дека си богат, така ли? И дека ништо не ни треба? А не знаеш? Тоа е страшна заблуда. Замисли да сме слепи, а да не знаеш да си слеп. Да си беден, да не знаеш да си беден. Страшна заблуда. Видите ли колку гревот е измамлив? Колку може да не измамли? Покрај тоа што читаме, проучаваме, се молиме, доаѓаме, да бидеме во една страшна измама. И да тоа не го препознаеме. И да бидеме убедени дека сме на добриот пат. Мнозина, вели во оној ден, мене ќе ми кажат: Господи, Господи, па нели во Твое име пророкуваме, па чудеса чиниме и така натаму. Што ќе им каже? Одете од мене, не ве познава. Видите каква страшна заблуда. Целиот е проблем во тоа што тотално се противиме на Божиот дух, на неговото влијание. Немаме доверба во Господа. Никако да се довериме на негово водство. Сеќавам, гледам многу луѓе не доаѓаат во црква, например. И се чудам, си поставам прашање. Зошто? А и знам зошто. Затоа што Светиот Дух не ги привлекува едноставно. Вистината не ги привлекува. Сеќавам, ќе ви кажам едно искуство, мое едно искуство. Има проблеми кога поверува, како секој човек, особено ако искрено веруваш, и ако Господ те води, тогаш се е против тебе. Целото семејство и соседи, пријатели, дури и луѓе во црква. Сеќавам, секој сабота кога излегував да дојдам во црква, има проблеми. Секоја сабота. Не еден ден, не еден месец, година. Една сабота ми поставија стража пред вратата да не излезам. Јас се потпрем на Божјата реч. Не со сила, не со крепост, таму вели. Ако не ова сабота, следната ќе отиде. Останав таа сабота, следната сабота, нормално не може човек да дежура тука. Ама следната сабота друго лука. Додека се молев тоа утро на Господа, и ми вели Светиот Дух, вели, Часлав, сокри ги чевлите, ќе ти ги земат. Јас земам, ги кријам чевлите мои. И ги ставам таму на едно место. И кога требаше да тргнам, да ги земам чевлите, ги нема. Се чудам, ја разочаран. Не може да ви опишам со која желба сакам да одам во црквата. Тоа не може да се опише со зборови. Треба се да живее. И клекнам и се молам на Господи. И провери таму, ништо нема во шкапот. Се сокриени, и папучи, ништо нема. Не можам ништо да најдам. И се молам на Господи, викам, Господи, знаеш колку сакам да одам во црква. Знаеш колку сакам да ја слушам Твојата света реч. Те молам, помогни ми некако. Но ми вели, провери уште еднашка. Ја отварам таму, знам дека нема ништо. Отварам,
погледнав поубаво, видов едни женски сандали. Ама ја носам 43 број, тие беа 39, така нешто. Си велам, како овој ки го? Само приметив дека се на ова ластика на растегање. Пробава на мене, да можем да одам. И решив ќе одам така. Кога ве води Светиот Дух, не може тука забирање. Само што излегов од дома, слушам соседот тргнува со кола, излегов на улица, вели комшија, каде одиш? Вели, одам во црква. Одам ја во таа насока. Ме остави пред самата црква. Никој не примети. Таму зедо папучи и така натаму. Сакам да кажам, кога Божиот Дух води, тоа е како оган кој што гори во тебе. Не можеш. И отидов таму, по плането не се вратив, затоа што знаев дека ќе имам повторно проблеми и дури вечерта, кога заврши саботата, се враќав. И сега моите мислат дека босово отишол. И се чудат, велат, зареме можно овој наш син така да отиде бос. И ме чекаат. Тука беше дојдена мојата сестра и незиниот маж и така натаму. И кога ме видеа во овие сандали, почна да се смејат и тогаш прекина со тоа. Инаку секој ден доаѓа луѓе да му ведува, доаѓа свештени лица, има чичо што е свештено лице, поп, факултет имаше завршено во Приштина. Доаѓа на прилики ми зборува, тоа е наметна темата за саботата, обичаја никош не е наметна. Освен ако провидението тоа го одреди. Ја гледа Библијата од Гаврил беше подписана, вика, добре е Библијата, во ред. Од неја ли читаш, велам, од неја читам. И почна ми зборува саботата, јас му велам, можете ми докажете, ама само преку Библијата. Не човечки толкување или зборови. Ако пише во Библијата, јас сум спремен да се откажам своето верување. Ако ми докажеш. И она гледа Библијата, вели, ова Библија не пише, вели, во мојата пишува. Ја велам, нема проблем. Ако пишува во вашата, јас повторно ќе поверувам. Донесете ја следниот пат, јас ќе поверувам. Докажете ми само каде пише. Пошто јас знам дека секаде Библијата ист. Не ја донесе. Не ја донесе затоа што и немаше докази. Ама ме почитуваше како човек и ме почитуваше, ми се чудеше, вели, како ти за толку брзо време така многу некои работи научи. Јас тогаш видов колку всушност не знаат. Јас колекне се молам, Господи, како јас на него ќе му се противставам сега? По толку години е во тоа и знае работи и така натаму. И се молив да ме научи. Има многу искуства, може да ви зборувам. Сеќам во една прилика психијатар ми вика. Ја не знам дека е психијатар. Поznaник на татко ми. Ми викна надолу, ја разговарам со него. Велам, јас се извинувам, но ја морам да одам на работа. Велам. Така час време разговараме и човекот рекол, човекот е добар, здрав, само ете има погрешно верување. И така натаму. Еднаш кога се молев на Господа, читав кај апостол Павле, знаеш, и дека на едно место му рекол Господ, вели, му ги затвори устата, не му дозволуваше да сведочи таму зборува. Цело време се прашува, викав, како изгледа сега тоа? Дали он слушнал глас? Дали Господ му кажал, немој така? Цело време се прашува. Викам, Господе, помогни ми ово да го разберам. Тешко е за мене, како е? И Господ ми овозможи тоа еднашка прилика. На еден чудесен начин. Да го осознам тоа. Ви реков, мојата мајка беше полна со предрасуди, се плашеше дека тоа е некоја секта, дека ќе ме убијат, инаку многу ме вака сакаше. Ама предрасудата е опасна работа. И цело време инсистират, ете, некој друг човек да помогне. Инсистира да одам на психијатар во Скопје. Татко ми беше против, она беше за. Ја цело време се спротивставува. Но еднаш кога си помислам, билам, па иде, може би, ќе ми се пружи прилика и таму да посведочам. Па ете и она да биде осведочена дека не сум болесен човек. И отидоме таму, влеговме, почнеме да разговараме со него, ме прашува некои работи, му кажува. И секогаш се фаќаше, како да кажем, во клин. Ќе каже едно, и јас тоа ќе го искористам, после ќе каже, не, јас тоа не го кажа. Така ми направи, може би, 20 пати.
И тогаш Господ ми ги затвори устата. Тогаш дознав што значи всушност тоа. Тоа не може да се опише со зборови. Тоа треба да се доживее. Духовни работи тешко се опишуваат. Тоа е нешто искуство, нешто што е неопипливо, што не може да се изрази со зборови. Дори апостол Павле имал проблем да го прикаже горе небото, така ли? Тогаш Господ ми ги затвори устата и тогаш дознав зошто на Павле и на кој начин и што всушност значи тој стих. И тогаш моите родители попуштија. И видоа дека, па уште кога ги запознаа некои мои така ли, пријатели, другари во вера, видоа дека тоа не се фанатици, не се болесни луѓе или некои, не знам. Така полека се разбија тие предрасуди. Спасението е многу лесна работа, ако му веруваме на Господа. Не случајно Исус рекол, ако ќе дојде Синот човечки, дали ќе најде вера на земјата? Јас често пати порано сум се поставувал прашање, ама сега гледам дека тоа е чиста вистина. Сестра Вајд пишуваше како што се ближи Христовото доаѓање, сем повеќе ќе има отпадње решетање. Си велам, како е можно тоа во почетокот, си велам? Па знаат дека Христос ќе дојде. Како тоа може? Како е можно тоа? Па се ближи неговото доаѓање, па треба да бидеме уште поусредни, уште попонизни и така натаму. Малку време не дели од неговото, од вечен рај, вечен живот, вечна среќа, каде што нема умор, може да замислите. Нема умор, ја тоа се воодушевам секојаш. Нема болки, нема смрт, нема плач. Нема глад, нема жет, нема ништо. Вечна среќа, вечна радост. Но гледам сега со моите очи дека тоа е така. Сотоната ги удвостручил своите напари, а Божиот народ спие. Тој си подготвува, гледате што се подготвува овој свет. Посматрате се малко, вклучите интернет, прочитайте нешто, ќе видите, се е подготвено и се подготвуваат, го стегаат обрачот. Дали ние се подготвуваме за второто Христо доаѓање? Дали се подготвуваме, сега е време на милост, сега е време на подготовка, да можеме да обстанеме во тоа време. А можеме да обстанеме само ако дозволиме да не Господ води, Он да управува со нашите животи. Ако имаме такво искуство. 5 мудри и 5 луди. Мудрите што имале? Имале искуство со Бога. Знаеле како Господ води управува животот. Знаат дека кога ќе му се довера, така ли? Дека тоа е така и ќе ги сочува. Знаат, веруваат во они ветување кои Исус ги дал. Нема праведник да проси за леп. Доволно е да се фатиш за тоа ветување да веруваш. Ниту неговите деца. Леп ќе им се дава и вода ќе им се. Исто така дава. Тоа е ветување. Зошто се плашиме тогаш? Тој ќе не сочува, Он ќе не води, Он ќе управува за нашите животи. Но тоа искуство можеме да го имаме само кога? Во оној момент кога ќе му се довериме 100%. Сеќа во една прилика, почна со искуство, еве, ништо со ова тема, така испадна. Има проблеми, нели, здравствени. Имав тогаш доверба дека Господ може да ми излечи. Читав како лекува Господ, како воскреснува дури мртви и така натаму, и се јави вера во мене, дека Господ може да го реши мојот случај. Влегов во една соба, тајно, и се молев на Господ. Ја заклучи вратата, за не дојде некој да не ме вознемирува. Како што се помолив, како што на Илија одговорил Господ. Она молитва, знаете, само што се помолил, одговорил на Господ. Во истиот момент се спушти Свети Дух на мене. Не можам да ви опишам таа промена што се случи во мене. На секоја клетка, секој нерв свежина. Не можам да ви опишам промената во срцето што се случи. Сега ти имаш ново срце. Се љубиш,
се можеш, се сакаш, немаш непријатели. Имаш сила во себе. Првата желба што ми беше оваа радосна вест да ми ја пренесам на сите. И почна на секаде да проповеда. На секаде. И гледам луѓето дека не веруваат, имаат проблем, се моле за нив, ме гледаат бледо некои. Но ги разбира, па ја бе порано така. И почнав да им сведочам и така натаму. Што Господ мене ми направил? И тогаш тие зборови имаат силина, вредност. Кај луѓето. Као што вели апостол Јован, за она што го пипавме, она што нашите очи го видат, за она што го почувствуваме, за тоа ви зборуваме, не за нешто имагинарно. Јас не знам колко е сега часот. Време да завршиме ли? А кога почнеме? Еве ќе прочитам еден цитат, еве ќе прочитам од Христовите очигледни поуки. Станува збор за еден човек кој што дошол на свадбена свеченост без свадбена облека. Се враќали оправдување и опростување едно исто. Во оној момент кога ќе ти биде опростено, ти се оправдан. Он доаѓа без свадбена облека. Што значи тоа? Не е оправдан, не му е опростено. Не дозволил таа привлечна сила да го скрши неговото срце. Вели дека тој човек ја представува состојбата на мнозина кои живеат во денешниот свет. Тие тврдат дека се христијани, полагаат право на благословите и на предимствата на Евангелието, но не чувствуваат потреба да го преобразат својот карактер. Тие никогаш вистински не се покајале поради своите гревови. Никогаш вистински. Ниту еднаш. Дошле до таа една точка, препознале дека постои Господ, така ли? И тука запрале. Тие не ја сваќаат потребата од Христа, ниту пак имаат вера во Него. Никогаш не успеале да ги совладат своите наследени или стекнати склоности кон злото. А сепак мислат, а мислиш дека си, така. Дека се доволно добри сами по себе и се подпираат врз своите заслуги наместо да имаат доверба во Христа. Тие се само слушатели на речта, доаѓаат на гозбата, но не сакаат да ја облечат на себе облеката на Христовата праведност. Јас се молам, еве за сите нас и за себе, да не се најдеме во оваа група. Да не бидеме само слушатели, туку и творци на речта. И тоа пак Господ ќе го чини преку нас. Само ако му дозволиме. Господ дека ни помогне, бидејќи времето изминува. Што вели сестра Вајче Свети на цитат? Ако само го допреме со вера, како онаа жена што го допрела со вера. Вели, светлина и слава и Божја сила ќе ни бидат дадени. Видите, само еден допир. Па ни тоа не сме го почувствували во својот живот. Немаме такво искуство. Цел живот можеме да доаѓаме еден допир на вера да не сме направили. Господ нека ни помогне да имаме искуство со Бога, да имаме навистина доверба во Него, затоа што е достоен за тоа. Па рекове пред малку, преку Него живееме, постоиме, се движиме и сме. Без Него нема живот. Он е извор на животот. Нема некоме вечна слава и благодарност за овие поуки. Амин.